Пресконференција на тема продажба на градскиот базен во Штип денес одржа Граѓанско-демократската унија, откако соопшти дека нивниот правен тим направил увид во договорот за купо-продажба. Согласно член 3, став 3 од договорот е утврдено дека купувачот се обврзува дека во рок од 6 месеца од денот на склучување на договорот за купо-продажба на недвижноста ќе добие одобрение за градба и истиот ќе започне со градба, а спортско-рекреативниот центар ќе го изгради најдоцна за 2 години од моментот на добивање на одобрението за градба. Видно е дека се пробиени сите рокови за градба на спортско-рекреативниот центар. Се поставува прашањето дали општина Штип треба да го раскине овој договор поради непочитување на договорот и пробиените рокови, или купувачот треба да плаќа казнени пенали согласно законот за градба и дали до сега имаат преземено било какви активности. Факт е дека ДПМН го има продадено градскиот базен. Факт е дека СДСМ не презема ништо околу реализацијата на спортско-рекреативниот центар. Затоа, ние од ГДУ прашуваме докога ќе ги трпиме меѓусебните обвинувања на ДПМН и на СДСМ, кои успеа да направат од центарот на истокот Штип да остане без градски базен. Престанете да се обвинувате и почнете да работите за доброто на граѓаните. Додека вие се обвинувате кој е виновен за градскиот базен, штипени мора да патуваат до соседните градови. Очекуваме конкретен одговор од локалната самоуправа и градоначалникот Бочварски што мисли да преземе за овој случај. На ова реагира од општина Штип. Би сакале да ви информираме дека локацијата на која што се наоѓа градскиот базен е оттуѓена по пат на јавно надавање преку системот на Ествари со склучен договор за купо-продажба на недвижна ствар градски базен од 2016 година и договор за оттуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови на објекти изградени со градежно техничка документација. Договорите се склучени од страна на претходната локална власт, предводена од ВМРО ДПМН. Оваа локална власт го информираше сопственикот дека е потребно да постапи согласно тој договор или земјиштето да биде вратено во сопственост на државата, а објектот во сопственост на општина Штип. Би сакале да ви информираме дека во врска со овие договори за градскиот базен немаме законска можност за наплаќање на договорни казни, бидејќи градежната парцела е продадена по пат на непосредна спогодба. Општина Штип наплаќа договорна казна на сите правни и физички лица кои склучиле договор по пат на јавно надавање врз основа на законот за градежно земјиште. Стои во реакцијата.